Добро вечер. За момент ги забораваме македонските политичко-партиски сплеткарења. Затворени во својата самодоволност, ми се чини дека забораваме на важни настани во светот, без оглед дали се тие врзани за стратегиски прашања, бегански бранови или за спортски случувања. Умре спортската легенда Ранко Жеравица. И мислам дека е тоа топ тема во светот и заслужува да му посветиме внимание. Дотолку повеќе што со мене се македонските легенди на кошарката, еден од помошниците на Ранко Жеравица кој му помагаше при освојувањето на првата светска титула на југословенската кошарка на првенството во Љубљана, и Благоја Георгиевски Буштур, екс-југословенски и македонски репрезентативец кој освои сребрената медаја на Олимпијадите во Монтреал. Добро вечер за двајцата. Говориме за легенда со јазикот на легендата. Во вестите рековте дека ви доаѓа сентимент значаен кога се работи за Ранко Жеравица. Кажете ми, кога бевте сигурни дека Жеравица со неговата хелсиншка школа, со неговиот авантуризам да ја подмлади одеднаш генерацијата, да ве вовлече и вас, дека ќе бидете освојувачи на светската титула, дека ќе победите професионалците од НБА? Сега ја вака малце да дадам еден редослед. Ранко беше помочни тренер на Николич, на нашиот професор. И тој голема легенда. Голема легенда. Сите велат дека таа школа произлегува од неговата стратегија. Таа ја извади 3-4 тренера кои ја будка оваа генерација до 80-та. Ранко 65-та година станува први тренер. 63-та и 4-та овдека освајаме Балкански шампионат. Ја бев тренер на Береп стација, Николич беше нова, Ранко не беше уште уклучен. Одиме у Монтреал. После Монтреал Ранко 65-та ја презема репрезентацијата. Станува незваничен првак во свет со кошот на Цветковиќ, оние пенали, тоа историјата. Една ја утна, другите, едната ја даде, едната ја утна, така станавме светски прваци. Незванични. Незванични. После тоа иде Уругвај, од Уругвај Мексико, и после Мексико доваѓа еден пат со таа старата генерација, уште Рашљацови, Ѓурич, Гордич, Николич, ова, у Хелсинки. У Финска. 67-ма. 67-ма, 9-то место. Ја тога не бев со него, бев со работнички, исто таму. И убаво му каже Шапер, док не те гледа Лазо да пливаш, се губиш у пливањето. И од тога не собира доктор Шапер и вика, правиме една нова генерација. Твое дело ќе биде да го форсираш Ранко у агресивност, а Ранко да те запира тебе у агресивност. Да се спои. И така почињаме да работиме, идеме у Амстердам, у Холандија на квалификации, нова генерација со Сканси, Чосич и тие сите генерација кои Шолман, не Гордич, него Капоња. Капоња и тие Плечаш, Тврдич, Шолман, тие пешес кои ги, како млади кои беа пред тоа, се ствара една генерација, успеваме у Хелсинки да освоиме прво место, у Харлем си играше прво место, од таму радост и почнеја да се ствара таа репрезентација од циклус од 4 години за светско првенство 70 кој за прв пат една наша екипа за среќа кошарката освоја првенство во свет. Клучна утакмица ми се чини беше со Бразил. И Бразил тоа беше исто велесила кошарка. Втори беа, трети беа русите.
американците четврти и натака. У Љубљана зборам 70-та. Таа победа најтешка ни беше со Италија. Тито дојде ваму, таму, знаеш како сите трема, дали ќе тепаме, стане долен се сереше да не кажам. Ова, знаеш како е тоа партија држава Југославија. И важно ја поминавме таа утакмица и тргна. Пред завршеток игравме со Америка и више бевме светски прваци, таа последната со Русија не одлучуваше ништо. Така од тога се запали Југославија, почна да се игра по дворишта, по улици, по ова деца. Се пресели Америка во Југославија. Тачно. Сега што пред тоа да кажам. Пред тоа имавме у Казерта, бевме прваци, у Напуљ бевме втори на европско и светско беше прво. 71 па европско првенство во Германија. Кај беше тоа? Да. Во Германија и од тога Ранко тргнуе на свој пат, ја тргнувам на свој, има малце застој. Се спојувате до Буштов генерацијата 80. Тогаш се спојувате за Олимпијадата во Москва? Не, јас 79-та бегам за Грчка. Одам, они идат у Москва, а ја ајде му дајме сега Спартакијади, беа 2-3 Спартакијади кои бевме заедно. Чекајте, пред ова, овде се спомнати крупни имиња. Значи, од Шапер, Станковиќ, Николич кој формира, Поповиќ, Обрадовиќ после тоа, до Лечич и така натаму. Обрадовиќ се четврта генерација. На почеток да кажем дека ова е стварно веста која слушнав са Вале, многу ме ражалосе, бидејќи со него ме врзуваат многу јаки спомени. Значи, он беше првиот селектор кој што ме зема во националната репутација одма после светското првенство во Љубљана, бидејќи тогаш Дановиќ се откажа. Да. И ние се враќавме со Лазо од Европско првенство Атина, он не чекаше во хотел Палас во Београд и тоа беше после полнок и ми рече благо ти идеш на припреми за репутација за Универзијада Торино и така ја влегнам. Значи, Ранко остави голем печат и на мојата кошаркашка кариера, не само како играч, него и како карактер на човек. Значи, он го посматраше играчот не само од аспект на индивидуалните квалитети играчи, него за него многу значеше борбеноста, пожртвуваноста, колективноста. Агресивноста. И он во тоа го градеше, он така ја градеше репутацијата. И ја можам да кажем, например, на мене, припремите на сите тие играчи кои што биле звезди кошаркашки во своите клубови и во Југославија се одвива кога да тренираат јуниори кои се борат за место у 12 од репутацијата. Значи, тој го направи, тој единството и тој колективен дух, таа борбеност да на база на тоа понатака се граде резултатите на тренерите кои што доваѓа. А претходно, кој што кажа Лазо, дека Николич беше тој кој што ја го направи темелот на порастот на кошарката и Ранко беше тој кој што ги донесе првите резултати. Значи, колку он као личност кај мене остави голем печаток, еден податок кој што не го знаат, мислам, луѓето, јас кога заврши правен факултет и кога дипломирав, само од него добив телеграма. А тој е веќе 7 години откако он престана со репутацијата. 72 година заврши со Минхен и после тоа беше по сите овие наши клубови, меѓутоа он ми испрати телеграма како тоа он го пратил, како дознал, тоа само збори за неговата величина. Двајцата ве прашувам, како се правеше кохезијата, симбиозата во репрезентација на играчи кои беа индивидуалци, кои беа познати, а при тоа и од различни светови и да речам средини, од усташи до партизани, од четници до македонци и така натаму. Овака, прво да ви кажам, Ранко беше заљубен во Македонија. Децата си ги направи двете у Охрид, едно доле се вика, едно горе. Едиот бие у Америка, другиот у Сарагоса. Он многу го сакаше работнички и Македонија. Многу ни помагаше и кога го победувавме и таму и тука, збор никогаш не кажуваше. Све е добро за нас. Беше страшен човек. Затоа викам, таков човек не. Никогаш не замераше, мирен, тих, со смеење се. Сега како? Ние ги стваравме, Ранко не дојде одма во Атим.
Тука беше Аца Николич и ние као статистичари Ранко ствараше еден јуниорски тим. Кој тој јуниорски млад тим освои многу, кои после ја ги земав тие Кнего Радовановиќ, Накиќ, Бушту, кој беше? Па и Радосавјевиќ. Радосавјевиќ, да. Радосавјевиќ, поштавме да ствараме замена на овие. Така не бевме поделени, него работевме. И тие деца растеа репсативно растеа, југословенски. Немаше тука кој што е. Имаше еден ред, еден начин, знаеше што. Уствари, кога победуваш, кога си на врв, никакви проблеми немаш. Проблемите, ако имаш пара и резултат, немаш никогаш проблеми. Така да уската селекција беше смртоносна, да стигнеш ти у репрезентација. Гледај ти у сегашно време на на европски шампионати цел Балкан наш. Кој? Од Македонија до Србија. Србија уште е втора у свет после Америка. Така да, Ранко што направи? Мислам, по мене, ја спои америчката, која игра над кош. Американците кошарката играат над кош, над обручот. А европијаните доле, над паркет. Он ја спои паркетот и висината, така да беше залюбен у високи играчи. Имавме... У Чосич, например. Чосич Тито беше залюбен. Болен беше за него, што да те кажам. Еден момент, прелистувајќи нормално по интернет, прочитав една анекдота, бидејќи го спомна Стане Доланц. Стане Доланц беше сива еминенција. И задолжен за кошарката. И задолжен за овие млади луѓе, што не памтат, тоа беше еден нов Ранковиќ у име на Тито Дрмаше со Југославија. Дрмаше. И сега вика... И после Тито Дрмаше. И после Дрма, да. И сега Жеравица се присеќава на една дуел форма. Вели, Стане Доланц е био велика зверка во некогашна Југославија и во еден момент го прашал дали репрезентацијата треба да ја водат подобни или, односно, како е возможно во кошарката да не си член на Комунистичката партија на Сојузот на комунистите на Југославија. Доланц кон Ранко. А Ранко, целото семејство му било отмено, киднапирано од он е од Кикинда, таму од едно место од Војводина. Жеравица му одговорил на Доленц. Дали репрезентацијата треба да ја водат подобни или способни, што на одреден начин зборува за неговата смисла за интегритет. Од кај го исцрпи тој интегритет? Со оглед на играчите кои што он ги имаш и нивните индивидуални квалитети, он не правеше селекција од најдобрите. Он правеше селекција од компактност на репрезентацијата, по потребите, одбрана на напад, позитивна клима, заедништво и така натака. Значи, он алудираше секојаш на тоа дека тоа е една тупаница. И дека тука, ја во моје време стварно не се сеќам дека воопшто било поставено некое прашање од аспект на од кај доаѓа, зашто, како и кој си. Значи, тоа беше мотото на репрезентацијата кој што понатака се градеше. Тоа го продолжи и Новост и така натака. Значи, најголемиот квалитет, го кажа ви преска, дека ние на трензите кои сме тренирале, сме гинеле, сме се бореле за... Као да ни едно место не е сигурно, дека мора да го освоиш. Али тоа ни го вметна со самиот негов однос према нас и као играчи и као луѓе. Значи, он имаше еден педагошки пристап кој што ни даваше и мотив во работата, во победите, и Ранко стварно во тој правец многу направи. Јас се сеќам, ќе ви кажам, и една ситуација, он секогаш мене многу ме сакаш и ако се случеше некоја ситуација кај што така, треба некој расположение, треба нешто, ќе ми речеше, ќе деше Бушта, ајде, запевај са ти. Беше човек кој што има и право Лазо дека и многу не сакаше нас македонците, меѓутоа една ситуација му замери на Лазо и ја му замерив на Лазо, затоа што он ме бараше мене да идам у Партизан да играм само за куп над превари, а да останам у работнички, а Лазо не ме даде и рече, мене ми рече, ако тебе те пуштам, не се враќаш ти од Београд. Така ли? Па така, слушај... Тој локал патриотизам наспроти југословенскиот? Кога отиде Ранко, се знаеше у Југославија кој командуе Каша Стане,
дола да збориме. Шапер, Сонја, Кристанчич, не, Попович се тргна после Кристанчич, и све. Македонец, наш улюбен, паметен, што да ви кажам, нема со рейтинг, све. Требаше да бидам тренер да наставам тренер на репрезентација. У гласањето, македонците гласа против мене. Што е нормално. Што е нормално. Тројца македонци, 20 шпиони. Они гласа против мене и немавме кого да ставиме. Имаше еден црногорец сироти од каде ми пишуваше писмо, пошто ја ги испраќав у странство тренерите и бев задушен за тоа. И доваѓа Шапер тука и ги прашува. И они пред мене све му вика, слушај, ако си отиде Лечич, вика, кошарката у Македонија ќе запре. Идната година, 71 ме испудија. Отидов у Чачак и од тоа почнав да живам со капитал, со пари, се сместив и ја. Така беше. За Ранко Жеравица, не, само еден момент. За Ранко Жеравица е карактеристично дека во тој екс-југословенски простор две имиња, две легенди загинаа. Петрович и Корач. Жочо го вика, како? Жучко. Жарко, Не, Рајковиќ умре. Не, за Кораш збора. За Петрович и за Кораш. И тој се присеќава дека како Жучко го возел 1300-чот и како при претекнувањето загинал. Не, тоа беше на припреми горе на планина, у Сарајево. И врнеше... И тој не стигна на светското првенство. Не стигна. Тоа е 69-та година. Како успеавте, како се успеа да се победи Русија усред Москва, кога, ако Доленц беше за југословенските поими numero 1, тамо веројатно покрај Брежнев, предполагам, тогаш беше, не знам секам кој беше. Гоменски. Тренер. Да. Кој можеше Русија да ја победи сред Москва? Само можеше Југославија. Само Југославија бе. Затоа што они, руската репрезентација имаше свој систем на игра. Тоа беше систем, машина. Југословенската репрезентација имаше стартна позиција на акција и завршница импровизација. Не се знаеше на која страна ќе се заврши. Никој ќе пука. Не се знаеше. И тоа беа квалитетите кои што победија во таквиот надпревар. Видејќи Ранко, па и Новосова надпреварите према русите, ќе разработеа шемата руска, на рускиот напад, ние ќе се поставевме и они се наоѓаа у небрано. Значи, нивниот напад веќе не функционираше. А за нашиот напад немаше проблеми, бидејќи кој да земе топката, не знаеш како ќе заврши. Тоа беа преголеми индивидуални квалитети. Буштур и Лечич во топ тема, легендите на македонската кошарка. Разговараме за светската легенда на кошарката Ранко Жеравица, кој денеска почина. Еве еден кротки портрет на нашиот Банко Илиевски. Лечаш 70-63, 5 секунди до краја, 4, 3, 2, 1, крај. Југославија е победила Сјединjene Америчке државе sa 70-63. Bio je to susret za ljude jakih živaca. Neki gledaoci već su utrčali do klupe gdje su naši ostali igrači, gdje su Ranko Žeravica, Radomir Šaper, Lečić i ostali da im čestitaju. Ранко Жеравица на Југославија во Љубљана 70-та година ја донесе светската круна со победа против Соединетите Американски држави во финалето. Од Триглав до Гевгелија се славеше оваа мундијалска круна во тогашната СФРЈ. Македонија беше представувана од Лазар Лечич, кој беше на клупата на тогашниот југословенски национален тим и е еден од креаторите на светската круна. Жеравица важеше за тренер кој комбинирал американската и руската школа на кошарка. Тој со СФРЈ, токму против тогашниот Советски сојуз, освои олимписко злато во Москва во 1980 година. Со тренерската кариера започна на почетокот на 50-тите години, а со Партизан, предводен од Кичановиќ и Далипагиќ, направи вистински бум во раните 70-ти години. За многумина во светот, Жеравица представува кошаркарски мит. Важеше за тренер кој го сменил менталитетот на кошарката.
Покрај тоа остави и неизбришлив кошаркарски печат на просторите во поранешна Југославија. Жеравица имаше импозантна кариера, покрај светската и олимписката титула, стигна и до сребрени медали на Олимписките игри 68-та, светското првенство 67-та и на европските првенства во 69-та и 71-та година, како и бронза на Мундијалот во 1982 година. Како клубски тренер, 4 пати го предводел Партизан и на 2 пати бил тренер на Црвена звезда. Во кариерата беше предводник и на Барселона, Пула, Наполи, Сплит, Казерта. Последниот тренерски ангажман го имал во сезоната 2002-2003 на клупата на Сарагоса. Во 2007 година Жеравица е примен во куќата на славните на Светската кошаркарска федерација. Посебно внимание за смртта на Жеравица обрнаа шпанските медиуми. El Mundo Deportivo нагласи дека тој бил вистински волшебник. Почина еден од најголемите европски тренери, нагласи El Mundo, кој ја потенцираше светската круна на СФРЈ под раководство на Жеравица. Токму тој успех во Љубљана 1970 година беше инспирација мундијалската победа да биде пренесена и на големото платно преку филмот "Ке бидеме светски шампиони", кој својата премиера ја имаше во февруари оваа година. Издали сте партiju, државу, револуцију! Немојмо да шутирamo sa pozicija sa kojih nikad nismo šutirali, ne? Bićemo prvaci sveta. Kada ćete da bude? Prvaci sveta, druže Dedijer. За светското првенство и освојувањето на првото место во Љубљана и филмувана сторија, чии инсерти ги видовте на крајот. Моите вечерашни гости, Лазар Лечич и Благој Георгиевски Буштор, ги прашувам што таа југошкола беше стимулативно за македонската кошарка. Првенството, логиката на организацијата и менеджерството или тренерите? Ја да кажам. Ти да кажеш, ти си Мислам, легенда. све како ги почна, така завршува. Хронолошки тоа ти. Слушај, ако немаш добра организација, ако не поставиш план и програм што одбараш, у кој период, дали 2 години, дали 4 години, дали 6 години, ако немаш подршка политичка, ако немаш добри тренери и не направи добра селекција, не може да дојдат и добри резултати. Југославија имаше среќа, имаше методика рада, кошаркашка методика рада на нарочито на шутот. Да кажем, американците кои ги победувавме и ова, што вика Буштор, ми ги победувавме со зона. Они немаа шут. После неколку години се свестија, Грег Поповиќ е наш познат, најпознат тренер, собра една генерација од 4000 кошаркаши, белци, црнци и све тоа мешавина таму што е у Америка, и работеа 2 години само шут, со радни задачи. И така они се развија. Кај нас. Кај нас, Да. сега да завршам на ово. Види, прво, Југославија е талентирана за спорт. Колективни спорт. Колективните спортови доминират и уште доминират. Да, од ватерполо до одбојка, ракомет. И фудбал да не беше, да не се и фудбал ќе беше. Гледај кај е Хрватска, Србија, овие. Значи, и по спортски коментатори, и од да, Јели да, Тому све, Вуче све, до све. нашиве, нели, така Вален да, Белиси и компанија. прво, не ќе да кажам дека сме таленти, него 90%, 99% е работа. Почнавме со 4 тренинга неделно. 3 или 4, не се сеќам. Плюс една утакмица. Па, после се направи секој ден. Значи, 5 дена плюс направа. Кога свативме треба још, почнавме по 2 пати да тренираме. Така и у Македонија, кога почна да се откажува таа генерација моја. Значи, овој период Лазо што збори во рамките на југословенската. На југословенската кошарка. Онај кој повлече квалитетот во работнички. Тачно. Едни такви надпревари, еден таков квалитет кој ти доаѓа каде секој надпревар ти е дерби, борба за опстанок,
ние моравме да тренираме многу повеќе од нив, бидејќи во индивидуални квалитети они беа многу подобри од нас. Лазо секогаш нас во статистиките не ставаше по 2 сантима 3 повисоки да изгледа екипата генерално повисока. И ако му кажеме ние, пошто тамо мене кој репрезентативец не мерева во Кошутњак, јас секогаш бев 2 сантима тамо понизок. И кој им објаснав дека нашите мерки се со патики, а тамо се мерат, знаеш. Не, такви анекдоти за Лазо има многу. Сакам да кажам дека во еден период со 6 играчи играше. Точно, него сакам да кажам дека тоа кај нас повлече да и во Македонија преку работнички, па и покасно и МЗТ во првата лига се дигне ова квалитетот. И стварно работнички да биде значаен фактор во рамките на југословенската кошарка збор. Дали она рискантност на Жеравица да смени генерацијата, да ги повлече младите? Да. Тоа на одреден начин и кај работнички беше стимул вие да презедете целата таа генерација. Тоа е политика на Југословенската федерација и Сојузот, после секое јуниорско првенство 3 играчи автоматски преваѓаат во репрезентација. Значи и така они го обновува и стално го држа тонусот на квалитетот на репрезентацијата. И тоа Лазо кај нас, мислам... ние дури имавме со јуниорската репрезентација после осамостојувањето врвен резултат. Четврто место на Раджа Кукоч, македонците. Лазо, значи, морам да признам, беше тој ризик кој што го спроведи во работнички преку мене, Драган и така натака. Ја не можам да не признам дека он која ме зема мене 70 година во репрезентација со 2 надпревари во работнички и таму изиграв 30 надпревари по 40 минути. Што он инвестираше во мене. Значи ми даде шанса да ја искористив и така дојдов одма многу брзо истата година во репрезентација. Значи тоа е стилот. Колку твоето, сега јас извинувам на перто, ама ние сме познаници. Нема проблем. Колку твоето извлекување на репрезентацијата влезе во мотивација на Радосањевиќ, на Боцевски, на кој беше таму? Гешо еден период. Радуле Гешо. Радуловиќ ли, како се викаше? Па Јанко Луковски, Јанковски Мирче. Един од генерацијата кој што влезе во репрезентација на овие надпревари. Меѓутоа точно е дека игрите на работнички и моите настапи повлекува и некои други играчи во репрезентацијата да бидат пробани, да им се даде шанса. Боцевски... Па 9 души помина по репрезентацијата. После мене Радосављевиќ, па Боцевски, овој Радуловиќ, Гешовски, така натака. Значи, факт ние бевме одраз на југословенската кошарка работнички и тоа и го презентиравме. Бевме најпознатата, најдобрата екипа во Југословенската лига со одбрана. Тогаш се стимулираше одбраната федерацијата, ја стимулираше одбраната и ја наградуваше. И ние беме 3 години за ред најдобра одбранбена екипа. Значи, Лазо работеше на тој сегмент кој што најлесно носеше резултат. Ние не можеме со напад да направиме шоу, али со одбрана можеме да направиме шоу. Што беше разликата меѓу тебе и Ранко? За разлика од твојата агресивност, Ранко важеше за релативно смирен во инструкциите. Кого слуша... Не баш Види, Ранко знаеше да пресече, да викне, да прави. Уствари мирен човек е. А кога треба и агресивен. Да, доста. Он знае кога. Знаеше, имаше њук, Војвоđанец, имаше Кикинда, знаеше кога што да направи. Зашто? Кај играчите тоа се низ Југославија тогашна, имаше многу авторитет. Проблем беше кај овие главатарите. Политичарите? Тие политичарите и ова, све нешто наваѓа. Ама цврсто стоевме зад него. Да, зад него и не се добилижувавме до нив. Направија кашканици со Шибеник, со... Кашканџи направива... Меѓутоа политиката не навлезе благодарение на резултатите и на луѓето во федерацијата кои што беа доста значени, квалитетни, и со големи имиња, и кои што не можеа тешко да бидат нападнати од таа страна. Во целата таа школа, велат професорот, како Николич го нарекува, беше гурото, сушност, кој произведе и генерација кошаркари и плејада тренери. Како тој функционираш? Што од него научивте? Да ви кажам, првата генерација на кошаркашки тренери беа четворица. Небојша Поповиќ,
Шапер, Станковиќ и словенец кој беше еден, не се сеќам. Тија ја држа. После дојдовме ние, значи со Ранко генерацијата, Радовиќ од Југопластика, покојни Енцо Совити на Југопластика, Циговој Васојевиќ, што беше тренер на репрезентација женска. Па сега двајца многу добри тренери што ги ценев и многу ги ценам. Бора Станковиќ и Ивковиќ. Ивковиќ не овој. Дуда беше на женските тренери исто као Пиво. Пиво и Ивковиќ, тие бевме таа втората генерација. После нас доваѓат, уште беа играчи Тањевиќ, тие доваѓа Новосел. Новосел доваѓа од судија, немавме, пошто Ранко ме сема во побар, требаше да најдам тренер за јуниори. Од судија ме вика дали ќе ме платат, ќе ме разни прикази, важно стана тренер, направи и он големи резултати, 10 години наставак има, наставак најголеми, да. Тога почиња да тепа Русија. До тога со Русија игравме вака така, почиња да победуе, се ствара. Значи, од 71-а немавме некои големи резултати, имавме по универзијади и по ова, пошто бевме југословенски квалитет. 80-та се појавуваат бушту таа генера. 70-та година ова европско првенство со Новосел во Барселона. И од тога, со 73-та година, у континуитет се освајаат сите титули. Буштур и Грк, така обично ги знаат и во Скопје, и во Македонија, и во светот на кошарката, остануваат и натаму во студиото, малце ЕПП и се враќаме за тема која е врзана, меѓу другото, за состојбите во македонскиот спорт, пред се во македонската кошарка, после еуфоричните резултати во Естонија на Европското првенство, очигледен пат, демотивација, па и конфузија во раководењето со федерацијата. Почина Ранко Джеравица, еден од култните селектори на југословенската кошарка. Заедно со Лазар Лечич во Љубљана ја освоја светската титула против САД, а во Москва златото против Советскиот сојуз. Македонската кошарка помеѓу светлите мигови на афирмацијата на спортот и актуелната криза. Ние тога, он беше селектор. Ја бев тренер. Он од федерацијата доби стан. У Страхини Чабана 73. И сега нема ништо празно ова горе. Сега идеме, кај ние немавме толку пари. Парите ја ги почнав да се зима, да се у Југославија, ја фрлив парите. Каде они не знаева што, ништо. И сега Ранко бутка, после светско првенство ми звони некој, мене не 3 месеца, да. Мика, Лазо, немавме телефони ваки дома. Шо е? Абе, вика Барцелона. Да одам ли бе, шо мислиш? Како да не одиш бе, му вика. Па, ке свршиш ти работа, ке да ме чека да се вратам. Абе, беге ти, вика, иди. И отиде у Барцелона. Слушај се. Газдата, он вреди многу пари. И он им бара $500,000. Он им дава 200. Сега паќа цената на тренерите, југословенски, ова. И сега газдата го вика, добро, вика, ќе ти дам уште 100, значи 300, ама ќе кажеш 500. И сега ме вика, абе вика, види што ми прави, у договор 200, значи ми 100, абе ќе ти дадат... Па корупција да не измислиме ние, само е обезопно. Лапа и викам. И сега тој гледа што прави газдата. Дека знае Ранко Джеравица име у Барселона. Па пичката има, и он мора да каже 500. Добро. Пцовките се составен дел на имиджот и карактерот на Лекич.
Што зборевме за? Завршивме со, да речем условно, со in memoriam за Ранко Жеравица. Она што е добро сега малку да се навратиме дома, што нам не се случува со македонската кошарка. По еуфоричниот дочек и четвртото место на Европското првенство во Летонија, мислам дека го погоди сега не Естонија. Пуштур, што е тоа што... Светското првенство беше во Литванија. Во Литванија, да. Не успеавме... Ово европското. Не успеавме да се издигнеме над еуфоријата и тоа да покрене нов бран. Да, значи во тој период се повлекоа неколку потези кои што можам да кажам не беа кошаркашки. Прво и основно што не се задржа селекторот кој што го постигна тој резултат да го заврши циклусот со квалификациите за Олимписките игри. Не имаме сериозна шанса ако тој состав по мене беше у континуитет следен, работен од страна на Докусус, дека можеме да влеземе и на Олимпијада. Што тоа мислам ретко веќе ќе ни се деси. Тоа беше таква шанса, тој пласман. Едната година. Да, тој пласман. Меѓутоа изгледа заспаме малку на тие за нас изненадни резултати високи и она што понатака требаше Федерацијата да го преземе во однос на развојот на кошарката повеќе кај младите категории, значи дека таа репутација гледано ќе имаше свој крај. Значи мораше полека да се мисли како ќе биде нејзиното санирање од системот на југословенската школа, дека полека мора да влегуваат и играчи од помладите категории и заспавме на тоа дека во Љубљана со оглед на групата во која што бевме и квалитетот кој што на играчи кој што остана исти од Литванија, дека може да направиме голем резултат, пак да го стигнеме условот за учество на светско првенство директно и во квалификации за Олимпијада. Бидејќи првата група, ако ја пройдеме првата јесеница, во Љубљана имаме многу полесен распоред. И победата на Србија во една еуфорична игра, неверојатна, после тоа ја бев скептик дека тоа ќе влие на играчите и се деселе таму некои ситуации кои што сепак не се за зборење, така да значи се деси тоа што се деси, два пораза кои што не тргна подалеку. И тоа понатака се рефлектира од шампионат до шампионат. И сега. Лечич, имам и малку политичка забелешка, имам и малку провокативна димензија на прашањето. Без оглед на тоа дека освоивме врвно четврто место, без оглед на тоа што оваа власт у желбата гоцевата раса да ја промовира како нов модел на идентитет и така натаму, де факто, ако не беше Џо Бо Мекеле, кој апсолутно нема врска со македонскиот идентитет, зборам од етнички и било каков друг. Има врска со македонскиот менталитет. Имаше врска со македонскиот менталитет, да. Сепак, има една помалку контраверзна ситуација и воопшто во спортот, па и во кошарката. Одеднаш, како да се заборавија домашните автохтони школи, школи на подмладоци, школи на клубови и така натаму, дека е полесно да увезеш играч одошто да создадеш играч. И поевтино. И поевтино. Јас се слагам со Буштов. Мислам дека Литванија ни беше голема пирамида врвна, ал голем пораз на македонската кошарка. Понатак. На кошарката или на менеджментот? Се тоа ми е најважната. На менеджментот. И мислам, тогашниот кошаркашки сојуз се избаци испред играчи и испред тренери. Они за една година имавме Олимпијада. Ми заслуживме да идеме Олимпијада. И го пуштија тренерот кој направи најголеми успеси, Докузовски. Тоа не може да се деси пред све. Не е кошаркашки. Не е кошаркашки. Го отпуштија. Со разни, не знам се, ако ја не знам играта, едни изборат пари, едни ова, нема врска. Колку да бараше, што да бараше, требаше да се даде, да се продужи циклусот до крај, до Олимпијада. И ќе идевме у Олимпијада. Втората работа по навака е
И странците? Не, уште за Македонија сакам за тим. До Загреб. Ништо не е чудно ова што се деси без еден Антич кој се продаа за страшен македонец нормално, а не дојде да помогне на Македонија. Па еден ден ќе дојде тука, требаше да се најде, ако нема да биде играч, ќе биде управа, ако не тренер, ќе биде менаџер и ова, требаше да продолжи македонската ложа. Со него, ние ќе си го имавме Бо Мекелер, глад ќе си бевме во 16 дека малце некритички го критикуваме Антич, за така реченото... Не го критикуваме ништо, он си одлучи да не доваѓа. Како што велиш за Докузовски, дека грешка направивме што го отпуштивме, да речем, мислам дека грешка беше со логиката дека и на Антич требаше да му се приде со голема доза на сигурност дека е стожерот и дека треба на оден начин суета да биде задоволена за да биде играч и да биде столб на репрезентацијата. Тачно. Зашто, например, Илиевски кој навести заминување, се потпревме на него и повторно го вративме во репрезентација. Еве, ја пред шампионатот беше у Охрид. Ја таму асистирам Антич. 2 дена, зборев со него, он ми рече таа приказка е завршена, Ласо. Ја покушав да разговарам, као човек од кошарка, го замолив, немав некои игеренци, го замолив и му објаснив, он ми рече, ова е завршено, со им кажал. Не сакам више да играм за репрезентација. Значи, тоа се последица на некои препукувања. Значи, они менаџерскиот тим не изигра како што треба. На што се должи тоа, например, да го искуштиме, само да ме... Пред се мислам дека тоа се промените кои што настана во репрезентацијата на местото на селектор, на местото на раководство, написите по социјалните мрежи помеѓу него и преседателот, значи створија една клима во која што веќе се ствараше едно раслојување на заедништвото на таа репрезентација. Значи тука не е само Антиш, Бо Мекелер, кажи го овој од работнички Станко Чековски. Значи се играчи кои што можева. Па и Гечевски можеш. Не, Гечевски не, али овие се играчи кои што можева со своето присуство да дадат значен фактор во резултат на репрезентацијата во Загреб. Тоа не се постигна, мислам дека не се најде заеднички јазик. Дека промената на Джигиш што настапи во период пред шампионатот во Загреб ги... Ама Буштур, има една работа. Ги разодни тие работи... Сега сте член на управниот одбор и припаѓате на оваа менаџерска ситуација. Ако е неуспех, а неуспехот е да се остави костурот, нели? И Жеравица призна дека сгрешил со Данеу, па ги врати. Што направивте? Сега грешките се на виделина. Видите вака, значи, не може товарот на резултатот или нерезултатот во Загреб да се припише на ова раководство. Тоа е краток период од 3 месеци. Не ме критикувам не за критика, јас зборам за фактичка ситуација. Зашто не успеа да ги соберат? Или како што обично се вели, тимот што победува не го растуре. Не го растуре. Значи, по мене, тоа е сепак резултат, пак викам, или не резултат на ова раководство што не успеа да ги обедини. Значи, не постоеше више форма. Превише излегоа лоши изјави да сето тоа се стави на маса и да се викне. Затоа ние овој пат се тргаме од ново и сега преку ангажирањето на Марин Докузовски повторно да се врати на местото на... Сигурни сте? Да. Браво. Добро, за тоа подосна... И сакав за школите да кажам. Не, само еден момент, не сме завршили. Сега предлагам да не го подценуваме резултатот четвртото место на македонската репрезентација, да се подсетиме на еуфоријата и на спортскиот амбиент преку записот на Бранко Костовски. После 2 епизодни учества на европските првенства во кошарка и тргливиот пат до завршните турнири, македонската репрезентација ги доживеа најсветлите мигови по осамостојувањето на континенталниот собир во Литванија. Во 2011 година, при Балтичката држава, со огромна кошаркарска историја, трикратен континентален првак беше домаќин на 37-то европско првенство, во улога на фаворит за медал и никој не помислуваше дека во Каунас Арена ќе има подобар тим од домашниот, особено во фаза на елиминации. Во квалификациите, црвено-жолтиот состав беше во група со Босна, Унгарија, Велика Британија и Украина, со биланс од 5 победи и 3 порази, обезбеден на настапот на завршниот турнир во Литванија. Во градот Алитус на југот се игра надпреварите од групата С.
Тимот што го селектираше Марин Докузовски тргна со пораз од Црна Гора. Многумина веќе гледаа реприза од настапот во Полска во 2009, но тогаш се разбуди машинеријата. Тимска игра, борбеност, индивидуалност кога најпотребно ја почувствува другите ривали во групата. Мечот со Хрватска беше пресвртница, тесна победа од 78-76, триумф кој донесе огромно количество на самодоверба. Следеше незаборавниот дуел со Грција. Нашиот јужен сосед беше надигран со 14 поени разлика. Надпревар кој покажа дека екипата има капацитет и за медал. После емоционалната втора победа следеше дуел со Финска, тешко извојувани бодови и во петото финално коло од првата фаза пресметка со Босна и Херцеговина, на кој вративме за поразот во квалификациите. Победничката серија продолжи и во вториот круг во Вилниус. На листата поразени на Македонија беа запишани уште Грузија и Словенија, а ритамот од 6 триумфа во низ беше нарушен во надпревар со Русија. Поразот од 63-61 ја одреди и четвртфиналната шема, а Македонија како второпласирана вкрсти со третата репрезентација од другата група Литванија. Историскиот меч за македонската кошарка се одигра на 14 септември во Каунас. Сензација. Македонија isfrли Литванија. Вест што одекна како бомба во спортскиот свет. Владо погоди тројка на 11 секунди до крајот. Македонија избори предност од 66-65. Јасаитис промаши во последниот напад за литванците и направи прекршок врз Илиевски, кој го погоди првото слободно. Останатото е историја. Можеби Самарџиски најдобро опиша силата на македонскиот состав. Ние 12 сме како браќа, сите дишеме како еден и тоа е нашата сила. Играме со целото срце и нема поголемо задоволство кога заедно со нашите навијачи им се радуваме на победите, без притисок од надпревар во надпревар. Шансата за медал беше пропуштена во малото финале. Откако во полуфиналето достојно им се спротивставивме на шпанците кои подоцна го освоија првенството, по битката за третото место Русија со победа од 72-68 не оддалечи од трофеот. Финално четврто место и следеше величествен пречек во Скопје. Националните херои Гечевски, Чековски, Антич, Мекелеп кој влезе во најдобрата петорка на шампионатот, Војдан и Дамјан Стојановски, Самарџиски, Илиевски, Мираковски, Соколов, Димчевски, Симоновски, заедно со стручниот штаб селектор Докузовски, првите оперативци на федерацијата, има почесен круг низ градот и спонтана прослава на централниот плоштад. Јарници го прославија најуспешниот настап на европските првенства со желба и надеж дека кошаркарската иднина ќе биде посветла. Колку многу или колку малку треба да бидеме еуфорични и да бидеме песимисти одеднаш, да ни спадне еланот после еуфоријата од победата, нели? Од победите или од високото место, одеднаш се спласнува. На што се должи тоа, Буштер? Пред се ја мислам на македонскиот менталитет или обавезно и по мене на акцијата на раководството да сето тоа го сознае и да го стопира, да го усмери во друга насока. Јас сум бил играч, сум бил тренер, знам после такви игри најголемата опасност е. Треба да ја вратиш стабилноста на екипата. Значи, еуфоријата беше преголема. Замислите, играчите после тој надпревар со Србија заминале за Љубљана. Кај? За Љубљана. На првенството јесеница. Да. Значи, тоа е една ноќ непроспиена, која што се рефлектира колку да се они јаки и млади понатака на резултатот. Значи, сепак мислам, таквите победи мора сосема во друг правец да се проследат и да се заангажираат понатака како да се дојде, да се балансира тоа, да се амортизира и да се дојде до резултат кој што сака, бидејќи двете репутации после тоа не беа нешто појаки од нас. Видите, Лазо, сите звезди се суетни, од новинари до спортисти, до филмски актери и така натаму. Суштината е како таа суета да се стави во рамките на општото добро. Што прават тренерите да совладат суета на 5 репрезентативци или на 5 личности кои мислат дека се најдобри да се компонира компактен тим за заедничка победа? Слушај, Чипо треба да се смени. Кој? Треба индивидуално да створи колективен. Да знаат за што се борат. Кога се збори за кошаркашка Македонија, треба сите заедно да бидат. Не може овие се овака, овие се едните, сврти се, ги плюкаат овие. Идат по кафанчиња си зборат. Не. Една војска. Не можеш да стигнеш у денешно време половично, со и троча.
Нема суета во лодењето. Овие болна суета. Сега, моментално, ние уште збориме за резултатите што помина. Помина. 2 потеса се направени. Дојдоа спортисти. Пеце Наумовски као председател и изведен Заре Марковски кој има искуство тренерско големо, европско. Ама еве, по И социјални уште се ја зборат па тука е грешката. Медии зборува за ниве ривалитет, за подметнување, за бизнес интереси. Можам со одговорност да кажем дека тоа беше додека се адаптира федерацијата во овие неколку месеци и искочија секакви озборување лево десно, ја одговорно тврдам дека релациите се коректни помеѓу нив, значи зборам помеѓу представителите. Коректни се, меѓутоа сега е прашање на оној момент што го кажа ти суетата, колку не сме да биде присутна, бидејќи на семафорот горе пишува Македонија, не пишува нити Буштур, нити Лазо, нити оно. Од тој аспект мора да се одберат најдобрите, без разлика на емоциите на најдобрите, и да се тргне од овој момент во нешто што од младите категории понатака ќе биде перспектива на македонска кошарка. Ние не дека немаме перспектива, ние имаме играчи. Имаме играчи ние кои што можат полека да дојдат и да го носат теретот на репутацијата. Меѓутоа, кажувам дека со изборот на селектор, со изборот во тие млади категории на селектори и комисии, со посветување и финансиски во смисло на обезбедување на услови и квалитетни тренери за тие селекции, може да се постигне резултат. Не резултат, може да се изведат македонски играчи кои што во момент. Ама пази, поентата ми е кажуваш македонски играчи. Македонски играчи. Значи, а меѓутоа има една апсолутна тенденција во двата најатрактивни спортови, тоа е кошарката и ракометот. И во двата, во овој момент, главно доминираат странците или увезените играчи, сега не говорам. Особено е карактеристично тоа за ракометот кај Вардар, наспроти оваа тенденција кај Червер, кој исто така имаше еден период Металург да го бомбардира со странци, па сега одеднаш е свртие кон подмладување. Дали е тоа конфликт концепцијски на спортот во регионот, во Балканот, бидејќи и не сме ние исклучок. И во Србија играат странци, и во Турција играат странци. Не во тој број. Како? Вака. Имаше еден период во фудбалот, во Италија, имаше забрана. Поише од 20 странци или тројца не можеа да играат во исто време во една екипа. Да. Значи, овде кај нас во овој момент, кажав, постои дефицит на македонски играчи и спонзорите, односно носителите на клубовите. Он се определува да земе поевтини играчи од Србија, претежно се од Србија, бидејќи македонските играчи коштаат повеќе од нив. Дека ги нема. Кој е абсурд, пошто ги нема. Значи, кога ќе се обезбеди, и ова што го кажавте за Металург и за Вардар, во сите европски надпреварувања и македонски клуб да биде во тој ранг, мора да игра со јаки странски играчи, бидејќи тоа веќе голема комерција. Меѓутоа не во домашното првенство. Значи не во домашното првенство. Во домашното првенство одбери ти пласира играчи кои што понатака ќе искоши да ги заменат тие што се увезени странци. За оваа категорија. А што правиме со школите? Сега велите дека школите, велиш има школи, а се комерцијализирани. Најголемиот проблем се школите. Како? Значи еве како. Значи ќе платиш за да играат. Сите школи, да, се комерцијални. Моето дете, иако може да е 90 кила, може да не е брзо, не, меѓутоа со некој кој што ги има сите кошаркашки предиспозиции, тренираат во исти термин и во иста екипа, во исто време. И сега не може да напредуваат нормално кога би биле селектирани школи, во кои што би биле селектирани играчи, во кои што не би се плакило, па би се вадели играчи за ова и кои што би се надпреварувале под капата на федерацијата. Сите некомерцијални школи не може да ги забраниш. Секој има право да се отвори школа, тоа е законско право. Нека се отвори школа, меѓутоа, ако нема тренер што ги исполнува условите на федерацијата или на Агенцијата за млади спорт, квалитетна лиценца, не може да се надпреварува во надпреварите на лигата, на федерацијата, од која што лига понатака се и селектираат играчи за респективните селекции, 14, 16, 18, Лазо, јас паметам, еден период бевме и заедно. Во Грција имаше во школата на Галис, мислам, на еден од најпознатите
грчки кошаркари, ти направи камп, возводеше камп. А тоа е камп. Меѓународен камп. Излегува, например, имиња од тамо каде што влегува грчки... Излор, да, искочија. Добри имиња, и тоа грчки добри имиња. Слушај, камповите се четврта работа. Прво, за мене, најважно, кажавме Пеце и Зар. Треба и со женските. Близко сме и женските да ги средиме. Вангеловска и оваја... Моника. Моника е секретар. Да, секретар, од тука женска кошарка. За мене сега е савезни капитен. Докуцовски да си селектор. Да дојде, да му ставиме 4 тренера, да си одбере 2 непријатели. Тие што ни требат за кошарката. Школовани. Кој треба он да ги створи. И циклус од 4 години да може да работи. Никој не му бара резултати. Знаеме ми е кај. Моje мислење, не сум му савез, не сум му савез, човек од кошарката... Јас до Кузовски го барав да дојде во студиото, беше со добра волја, ама има обврски во гостива. Сега, после ова, кој ќе се и таа линија спортска, кошаркашка, треба да поминеме кај школите. Тоа што го збореше Буштов, да се среди тоа со лиценци, да се знае клубоите. Клубоите како? Не може со 6 играча, не може да направиме кошарка со 6 странци. 5 странци да играат, нашите седат на клуб. Сакаат брзи резултати и овие. Не, тоа е проблем на Савез. Да се договори со спонзорите. Да направи, ќе направи ред. Ќе рече, слушај, 2 или 3 пие вода. Другите не може. Другите, ако сакат да бидат репсутици на некоја земја. Не тие, колку треба реално, колку реално треба, сума апсолутна, за да одржиш еден квалитетен кошаркарски тим за меѓународни надпревари. Не мора да биде у најврвиот, али да привлекува публика, да создава мотивација. Например, ако еден наш македонски клуб учествува во Еврокупот, да кажем, да не биде тоа, или у Аба Лига. Аба Лига, сепак мислам дека 1,5 милион ќе треба да биде буџетот да може да... Со се плати, со се кошарка, со сите други кошарки. Има ли во Македонија... Ја ги знам подобро работиве, тие менаџерски. Слушај, за наша лига, тоа им го направив на работички пред 2 години, 3. Тие вака, така, видов таму се тргна. Со 250.000 права добар тим македонски. Добар тим. Во наше првенство. Во наше првенство. Во Аба Лига, понатака кој имаат идеја, треба од 500 до 750.000 за да не испаднат у лига, да останат у лига. Ако сакаат горе, понатака, да идат на кај Европа, треба да бидат како Русино што прави Варда. Да отворат кеса и да кажат овој клуб, дали МЗТ, дали Работнички, дали Кошув, дали Фени, го правиме, ќе дадеме 2,5 милиона и ќе гледаме кошарка Европа. Ајде свртам тезата. Ако влезат во клучни каде што се добиват и одредени бонуси, дали може да се врати дел од таа инвестиција? Не зборам за продажба на играчите. Значи, инвестицијата би се гледала да се врати преку зголемување на интересот на кошарката, значи популаризација на кошарката и квалитет кој што тие играчи ќе го наметнат на домашните играчи. Значи, она што они ќе го презентираат, бидејќи е повисок ранг, е поголема мотивација, поголем ангажман. Ние затоа сме работеле дупло од екипите во прва лига и во Студентска да би ги стигнале, да бидеме равноправни. Значи, тоа може да повлече. И тоа не повлекува од една сезона. Меѓутоа, пак би го ограничил во таквите клубови настапот на домашното првенство да биде сведен на поголем број на македонски играчи. Добро. Благој Георгиевски, Лазар Лечич, ЕПП и се враќаме со завршни поенти. Каде оди македонската кошарка? Директно, збори директно. Поштовани гледачи, на моменти се жестиме меѓу другото, затоа што моите соговорници ми ја профрлаат коската за суетите во новинарството и битката меѓу така наречените новинарски величини, што со право мислам дека би можел да го прифатам како
општа критика. Но се враќаме на ракометот со поентата и со кошарката, се разбира. Што би рекле, лапсусите се мој дел на презентацијата и на живеачката, но не е од тенденција. Ве прашувам, Буштур и Гркот, што на Македонија и престои за да врати трошка од вербата во кошарката? Па ја да кажав еден редослед. Овдека ги забравив тренерите. Слушај, парите и тренерите се многу важни за напредок на кошарката. Сега кошарката моментално е трет. Фудбалот и да иде и да не иде, фудбали. Национален божем иде. Каска иде. Рукомедот со странците. Чекај, за фудбалот прашмо, сега уште еднаш ми текнува апропо на парите и нова. Кога влегуваат добри компании, кај Ренола, кај Шкендија, кај Работнички, кај Вардар, се подигна нивото на организацијата. Влегува менаџери кои имаат смисла за организација. Не може тоа у кошарката да се направи. Како не може? Зошто? Па кошарката, ја мислам... Ја мислам ке се направи. Само уште убаво кажавме суетите. Да се најдеме тука некој компромис, за да се почне да се работи. Лазо, ти си легенда, нема за тебе суета. Знам, нема суета, да трчи кај еден, трчи кај друг, ова цел ден само вртам и зборам. Со едниот да зборам, со другиот да зборам, со третиот да зборам. Општините. Да. Земи градоначалници на општини се главните луѓе во клубовите. Жерновски и Коневски. И Куманово, и Струмица. 4-5. Негде. Значи, сем, например, Фени, што там Кожув и Бестија, кои што се локални тамо, ова, кои што и тамо дел има. И сега, апсолутно е невозможно, значи, тие луѓе да диригираат, кога они на некоја смена, тотално се растура композицијата, тоа се деси со Работнички. Значи, на смена се растура композицијата са од нова пак. Значи, од нови луѓе, нови политики. Да ти кажам, нема традиција, нема политика една која што ќе тера со години. Чом? Еве да ти кажам ја за овие општините. И Француска има по општини. Земе го Лимош, овие другите клубови. Они општини. Ама слушај, тој кој си оди председател на општини, другиот кој доаѓа, наставува работа на овој. Нема овој оставил 200 милиона, па да не плача овој да почне со 200. Кај има? Си оти до едни, остана жена 200, он да плаќа. Па од нула кога ќе направиш ти никогаш. Значи, тоа е еден значи, проблем. Мора да се направи ред кај општините. Ако си оди тој од управниот одбор, се смени, нема што да си оди, треба целиот да состав. плати, он треба да плати финансија и економски оддел и да го остави струшниот и да го остави бар 50% еден успешен еден успешен менаџер и сопственик од локал патриотизам и ќе кажам, јас сум во Гевгелија сум одел Кожув да го гледам, со Томе Главчев сум и на оден начин и пријател и така натаму. И кога отидов во Гевгелија ми вика сега дојде да ти покажам. И ја мислам дека ќе ми покаже што е реновирана зградата, односно стадионот, кошаркашка сала и така натаму. Он ми носи својата сала. Прекрасна. Ја не сум видел поубава сала. Миниатура, со сите стандарди. Да, бе, тој едино... За тренери, за кошарка, за купатила. Играчи. На моменти и мислам дека нема такви купатила ни дома. Нема, бе. И го праша што е мотивацијата. Пазите, има негова менаџерска логика. Вели, доста е само да увезуваме. Ние треба да создадеме школа за да направиме, да почнеме да извезуваме, зашто неговиот цел концепт базиран на фабриката на извоз. Да, ама он тоа го направи оваа година. Да, од оваа. Првата година играше имаше 7 странци во неговата екипа. 2-3 години играше. Ама добро, ама па го дигна амбиентот во кошо. Точно, многу правилно. Он постигна тоа што требаше, заинтересира Гевгелија за кошарката, стане едно центарче во тој крај, интересно. Они сега имаат и втор клуб во прва лига, Бест, и он сега се повлече со претежно да биде на домашни играчи. Претежно. Ајде да видиме што ќе направи. Можда е тоа добра пример. Значи, тоа е определба негова која што не може да покаже резултат одма, сигурно. Затоа што по другите клубови има по 6 странци, Куманово, да кажем, МЗТ, Сите. Работнички не. Фенир,
Значи он тука ќе се рва со нив. И сега добар резултат извади у Скопје 77 разлика, значи една равноправност до крај за задната четвртина. Значи тоа е политика веќе добра. И он е едини, он мислам дека неговиот буџет за минатите години беше негде околу 400.000 евра. За Кожув зборувате? За Кожув, негови пари. Тоа се негови пари. Да. Тоа е веќе финансиер. И на таквите мора да им се помогне. Значи, тоа е политика на федерација. Тоа е политика. Тоа е политика на федерација. Најлесно е ти да го задржиш МЗ-то една таква категорија или работнички да биде у лигата, а другите центри по... Чекайте, имам едно прашање кое спортските клубови стана акционерски друштва. Акционерските друштва предпоставуваат дополнителни акции, корпоративни вложувања. Зошто не правите обид од здружување на неколку корпорации, некакви компании кои ќе инвестираат како акционерски капитал? Тачно, значи тоа е акција на самото акционерско друштво. Да. Пример, МЗТ пример, работнички пример, така Ама не Жерновски и Коневски, туку корпорациите. Ама за жал по мене они раководат. Значи они би требале во тој правец да ја тргнат сега работата. Не можете, ако го инструментализирате тоа заради имиџот на градоначалникот на аеродром и на центар, тогаш ќе ви се појават овие странични битки на навивачите, екстремизмот, вулгарностите на спортските надпревари. Тоа добива партизација до невидени размери. Прашањето е како спортот на спортистите и на играчите. Па Савез тргнава. Тоа, викам, Томе, зборевме сега за тимови. Томе прв пут прави прав потез. Ке причека, ке спаси некој, ке извади играчи, финансиски, народ иде, научен прав потез му е. Така треба и работнички. Не вика, правиме млад тим, носи таму 3-4 други. Продаваш млад тим, искача со друг тим. Така да, еднаш мора да почне да мислат на создавање на македонските играчи. После, Кошаркашки савез, со акција на Кошаркашки сојуз, Пеце Наумовски, со управни одбор, треба да креираат високата политика на кошарката. Да се допре близко до АБА лига и до Европа. Поштовани гледачи, почнавме топ тема со голем повод и со жална мотивација, а тоа е смртта на големиот тренер на југословенските и светските простори Ранко Жеравица. На крај моите гости ги прашувам, Благој Георгиевски и Лазар Лечич, што од тестаментот на Ранко можеме да извлечеме како логицирање за напредокот на кошарката и во Македонија? Слушај, Ранко беше 200% радник. Значи, треба да научиме да работиме како што работи Србија. Еве, и Хрватска сака да работи, изиграва, ништо не направи, другите, Црна Гора, ништо. Ние мора, за нас, можда центри не можеме да извадиме. Ал страмота да немаме бекови, плеймекери. Страмота за Македонија, у Чехословачка да нема пиво. У Македонија да нема патличани. Бива ли тоа? Шо ќе продајаме коли? Пред се мислам посветеноста, стратегијата, како да почнеме од младите категории, колку во нив треба да се инвестира, обезбедувањето на оптимални услови за работа и финансискиот момент. Сето тоа, Ранко го имаше бидејќи стоеше една федерација зад него, меѓутоа неговиот ентузијазам, неговата желба за победа, искажена преку надпреварите, преку тренизите, неговиот мотив кај екипата за колективност и резултат, мислам дека се основни принципи на кои што ние може да се нафатиме. Значи, добро, ви благодарам. Слушај, тоа беше, извини, тоа беше Југославија. Можеше да бираш центри од ваму, бекои од Македонија, ова крила од Београд. Генерално. Микс. Ние сме мала држава, мора да си створиме на стил. Ранко што пишува за нас, што збори.
Така ги створивме Југопластика, Сплит, така го створивме Задар, така се створи Тоа е таа стратегија што мислиш? Таа стратегија има убаво, нека отворат у YouTube таму ова, ќе видат што збори за нас. Поштовани гледачи, тоа беа Благоја Георгиевски Буштур и Лазар Лечич, македонските легенди. Со повод се собрани смртта на Ранко Жеравица, со мотивација проговоривме и за перспективите на македонската кошарка, кој во овој момент ми се чини дека е на прагот да ја совлада или да биде жртва на кризата со нејзиното управување. Пријатна вечер, утре сте со Боби Христов.